Како што гледате зад мене, првата пресконференција се однесува на изборот на ДУИ за председателски кандидат на СДСМ за Стево Пендаровски. Почитувани, Зоран Заев е очаен. Свесен е дека граѓаните му вртат грб и дека се противат на антидржавните и на криминалните политики, па одлучи, заедно со неговите партнери, да го жртвува докажаниот губитник Стево Пендаровски. Стево Пендаровски е тажен избор кој покажува колку ниско е паднат СДС и колку ниско е паднат Зоран Заев. После 5 години да не се најде нов кадар кој што би бил достоен да се кандидира за председател на Република Македонија, е најдобриот доказ дека квалитетните, честните и искрените поединци одбиваат да ги бранат политиките на Зоран Заев. После 5 години да им се понуди на граѓаните кандидат еднаш веќе отфрлен од нив, е целосно подценување на народот во надеж дека гласачите кратко помнат и ги заборавиле навредите на Пендаровски кон нив. Пред 5 години, кога жестоко беше напаѓан Али Ахмети од страна на Стево Пендаровски и од тогашната власт, Пендаровски освои 398.000 гласови, 140.000 гласови помалку од Ѓорѓе Иванов, актуелниот председател на Република Македонија. Јасно е дека Стево Пендаровски повторно ќе биде поразен. Тоа е и неговата улога. Пендаровски е повторно жртвеното јагне на Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз. Со одлуката да го кандидираат Стево Пендаровски, Зоран Заев ги заштитува своите најблиски соработници Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, Никола Димитров. Некој мора да биде поразен, а Спасовски, Шекеринска и Димитров му се поважни на Заев од Стево Пендаровски. Стево Пендаровски, почитувани, е партиски послушник на Зоран Заев, подготвен да клати со глава и да ги ја минува сите негови политики. Пендаровски, да подсетиме, гласаше за двојазичност, легитимираше криминални државни избори, крвави избори, како председател на Државната изборна комисија. Го советуваше Бранко Црвенковски за аболицијата за Заев. Се сложи со трговијата, со тиранската платформа, се сложи со бришењето на идентитетот на македонската држава, на македонските граѓани. Почитувани, власта губи, власта паѓа, власта нема поддршка од народот. Залудни се додворувањата кон ДУИ и барањата прошка и поддршка од Али Ахмети. Јасно е дека победува честита Македонија, победува Гордана Силјановска-Давкова, победува ВМРО ДПМНЕ. Заевизмот е пред колапс, заевизмот е на колена. Заедно ќе го турнеме онаму каде што му е место, во мрачните страници на македонската историја. Македонија ќе биде честита со Гордана Силјановска-Давкова како нов председател. Ви благодарам.